Кога се слушнаа сирените и сообраќајот запре, патниците од метрото беа упатени во подземни засолништа. Фокус на вежбата – симулирање на ракетен напад. Некои се собраа на подземни паркинзи, како овој, и клекнаа, подготвувајќи се за удар. Брајан Чен бил на пат кон сала за вежбање кога започнала вежбата. Ваквите вежби се важни затоа што ако еден ден се случи сериозна катастрофа, тајванците ќе бидат подготвени. За разлика од вежбите во минатото кои беа порелаксирани, вежбите за воздушни напади во последните години станаа построги. Обемот на вежбите се прошири во последните 2 години. Овогодинешните вежби ни помагаат да разбереме колку сме блиску до опасност од кинеската војска. Мораме да бидеме подготвени за заканите од кинески борбени авиони во секое време. Тајван исто така спроведува серија неподготвени воени вежби со цел да ги зајакне способностите на војниците да одговорат во вистинска борба. Овој пат вежбите ги отстранија главно елементите за перформанс од претходните вежби. Аналитичарите велат дека промените имаа за цел да ја зајакнат довербата во способностите на војската. Сепак тајванците остануваат поделени околу довербата во војската. Тајван е многу обединет и многу од нас се резервисти кои добија многу строга обука. Јас сум еден од нив. Од она што го слушнав или врз основа на искуствата на моите пријатели кои служеа во војската, немам голема доверба во борбените способности на тајванската војска. Некои велат дека вежбите не се доволни и дека Тајван може да стори повеќе за да се подготви за потенцијален конфликт. Единствениот начин да се спречи војна е да се биде подготвен за војна. Не можеме да продолжиме да се преправаме дека се е мирно. Хуанг вели дека со оглед на растечките закани од Кина, Тајван треба да ги направи идните воени вежби уште пореални за вистинска борба.